Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерот за европски прашања, господинот Бујар Османи. Вице-премиере, дали реализацијата на планот 369 е сигурна гаранција дека Македонија може да ги отвори преговорите за членство со Европската Унија? Значи, планот 369 е една траекторија од мастер планот на владата за откочување на евроинтегративните процеси. Втората траекторија е адресирање на отворените политички прашања. Тука влегуваат меѓуетничките односи и односите со соседите. Меѓутоа се разбира планот 369 е важен план кој што сам по себе има две цели. Едната е да создаде општество кое што е европско и добро за граѓаните и второ и да ги постигнеме очекувањата на нашите европски партнери во делот на интегративниот пат. Меѓутоа, одлуката за започнување на преговори е консензуална одлука на 28 земји членки и за тоа треба да се исполнат двете траектории. Значи, со еден збор сигурна гаранција нема? Никогаш нема сигурна гаранција, бидејќи одлуката е консензуална на сите 28 земји членки. Во кои сегменти од реформите е вклучен експертскиот тим на Прибе и што во моментов е најприоритетно за забрзување на евроатланскиот процес? Значи, господинот Прибе не е вклучен директно во реформите, бидејќи реформите се наши и ги прави владата и ги прават институциите кои што се надлежни и независни од владата, меѓутоа се државни. Улогата на мисијата на господинот Прибе е да даде насоки како објективен, надворешен експерт во тој дел и тука ние сме многу ги цениме напорите на комесарот Хан кој што повторно ја испрати мисијата на господинот Прибе за да даде дополнителен придонес во однос на насоките на реформите. А кои се тие реформи кои што се важни се разбира се овозможување на демократски амбиент преку ослободување на просторот да можат институциите да го овозможат тој чек енд баланс во општеството преку собранието, преку надзорните тела на собранието, преку регулаторните тела, преку независно судство, преку независни медиуми. Сепак, што би издвоиле како најприоритетно од итните реформски приоритети? Значи, планот 369 опфаќа повеќе области, се разбира доминантно е правосудството, бидејќи тука е неопходно да се адресираат прашањата, бидејќи се констатирани и од новата влада, меѓутоа и од Европската комисија и другите меѓународни партнери слабости во однос на системот на правосудството, на селективноста во делењето на правдата, меѓутоа и независноста и непристрасноста во судството и тие прашања треба да се адресираат. Го споменавте судството. Како планирате да го реформирате судството или по-конкретно идејата за реизбор на судии? Да, мислам дека апсолутно е погрешна интерпретацијата дека владата или новото парламентарно мнозинство ќе прави реизбор на судии. Тоа е во спротивност со препораките на Европската комисија или пак на телата на Советот на Европа и во спротивност на политиките на новото парламентарно мнозинство и на владата, туку напротив ќе се зголеми улогата на судскиот совет во дефинирање на постапките за избор или пак дисциплинирање на судиите. Дури една од мерките кои што е предвидена во планот 369 е анулирање на законот за верификација на факти за дисциплинирање на судиите, бидејќи тоа го сметаме како начин или инструмент за притисок, туку зголемување на улогата на судскиот совет во тој дел. Така да нема да има генерален реизбор на судии, туку воспоставување на систем со цел квалитетен избор на судии кои што ќе бидат независни и непристрасни во својата функција. Имате ли зацртано конкретен рок за добивање датум за преговори за членство во Унијата? Значи, како што реков, датум за преговори се донесува консензуално во Советот на Европската Унија со консензус од 28 земји членки. Доколку закасниме многу ќе бидат 27 заради Брекзит, меѓутоа наше е да ги исполниме сите предуслови за да создадеме амбиент работејќи и во однос на реформскиот план
и во однос на втората траекторија за меѓуетничките односи, донесување на законот за јазици, решавање на отворените прашања со соседите, паралелно работиме и со сите земји членки на Европската Унија со цел да ги убедиме за подготвеноста на државата за започнување на преговори. Меѓутоа, одлуката ќе се донесе со консензус. Значи, со датуми конкретни не би шпекулирале во овој момент? Не можеме затоа што, како што реков, одлуката е на 28 земји членки и таа одлука е со консензус. Премиерот Заев најави дека целта на оваа влада ќе биде да направи се за да се тргне условеноста на препораката за членство во Унијата. Вице-премиерот, дали е можно тоа да се случи ако се има предвид дека и претходно, пред овие реформи, препораката беше условена со решавање на спорот за името со Грција? Препораката е условена со одржување на фер и кредибилни избори, зборам за декемвриските, со итните реформски приоритети и спроведување на Пржинскиот договор. И сметам дека со реализирање на планот 369 и со веќе одржаните фер и кредибилни избори, ние ги исполнуваме условите веќе во октомври да добиеме некој специјален посебен извештај кој што ќе биде позитивен безусловен. Меѓутоа, започнување на датум, добивањето датум за преговори пак е поврзано со решавање на отворените прашања со соседите, вклучувајќи тука прашањето за употребата на името со Грција и прашањето на потпишување на договорот за добрососедски односи со Бугарија. Меѓутоа, владата е посветена и одлучна да храбро навлезе во адресирање на овие прашања со цел да се затвараат овие пречки кои што ни престојуваат на патот и паралелно тие две траектории кои што ги спомнувам, едната спроведување реформи, втората затварање на отворените политички прашања ќе не донесат на крај до деблокирање на тој процес. Кога сме кај прашањето за името, и посредбите на медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц со министрите за надворешни работи на Македонија и Грција, гледаме дека нема сигнали за брзо решавање на спорот за името. Имате ли некаков план? Дали владата има временска рамка во која што би можело да се реши овој повеќе децениски спор? Позитивни сигнали има. Нимиц после долго време и тоа неколку дена после формирањето на владата дојде во Скопје. Потоа Димитров беше во Атина, Нимиц се сретна со Коцијас и јас работам преку СЕП за воспоставување на нови мостови на комуникација со Грција, евентуално и средба на високо ниво во Грција, бидејќи само преку градење на мерки на доверба, само преку градење на мостови на комуникација и отстранување на предрасудите, ние може да создадеме основа за решавање на оваа прашање. Потребни ни се храбри одлуки, владата е одлучна да влезе храбро во разговори за решавање на ова прашање. Се разбира дека нашиот интерес е и Грција да учествува во тој дел, во наоѓање на заедничко прифатливо решение, бидејќи тоа е во интерес на двете држави и на регионот во целина. Деновиве е актуелен и договорот со Бугарија за добрососедство. Ке има ли компромис на сметка на македонскиот идентитет? Мислам дека договорите не се прават за да се расипат односите помеѓу државите, туку напротив, за да се приближат државите и да се подобрат односите. Токму тоа е и насловот договор за добрососедски односи. Ние како албанци побаравме и сме вклучени директно во тие разговори или пак во тие преговори за тоа прашање, затоа што сметаме дека е важно да го фацилитираме тој процес на деблокирање на прашањата кои што не спречуваат на патот кон Европската Унија, меѓутоа да бидеме еден гарант за заштита на интересите и на нашите сограѓани македонци во тој дел. Сметам дека на ниеден начин договорот не навлегува во интересите на државата или на било која етничка заедница, туку напротив е добра основа за развивање на односите. Заедничката историја е испреплетена на Балканот помеѓу сите народи, и албанците и македонците имаат заедничка историја, ја имаат Крушевското востание е заедничка историја на албанците и македонците, има заедничка историја и меѓу албанците и бугарите, меѓу бугарите и македонците, и тоа не треба да биде пречка, туку напротив додатна вредност за развивање на односите. Овој договор само да ја дава рамката за подобрување на односите помеѓу двата народа и помеѓу двете држави. Една од важните реформи се и борбата против корупцијата и организираниот криминал.
Вице-премиере, колку е важно во водењето на оваа битка да се завршат предметите кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство, односно истите да добијат судска разврска? Значи, владата дава целосна поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство. Тоа сме го дали и како политички партии кои што се дел од коалицијата, меѓутоа еве сега и како ново парламентарно мнозинство и како влада. Реформите во судството преку стратегијата за реформи во судство како политичка рамка, меѓутоа и преку конкретни законски решенија и мерки е токму тоа да создаде судски систем кој што ќе биде независен и нема да има потреби од специјални решенија за да се решат предизвиците со кои што се соочува правната држава. Така да долгорочното решавање на овој проблем е токму преку системско решавање на овие прашања на ниво и на државното обвинителство и на ниво на судството. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам на вас. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.